Колегата Јане влегува денеска во редакција и вели што? Трамп уште не ја нападнал Украина. Велам чека команда од Путин, која ќе му ја даде шефот командата, тогаш ќе изврши. Малку црн хумор на кој може да се надоврзе една забелешка на една професорка која вели од сега па натаму треба да носат капчиња со мрга. Make Russia great again. И навистина со своето однесување, со своите изјави, Трамп натацна му ја даде Америка и американската гордост и демократија на воениот злосторник, гангстер и диктатор Путин. Тој лаже дека Америка издвоила 350 милиарди евра за Украина, 64 се. 120 милиарди има дадено самата Украина, украинските даночни обврзници. Европа води со многу повисоки средства отколку Америка. Тука спаѓа Европската Унија, меѓутоа и земји кои не се од Европската Унија, кои 3 години се на страната на Украина, тука и нашата земја. Берни Сандерс ова го нарече тажен момент за американската историја. Поранешниот австралиски премиер Малком Трнбул рече дека ние живееме сега во новиот свет на нередот, New World of Disorder. Или светски познатиот историчар, мене омилен Тимоти Снајдер, кажа дека однесувањето на Трамп, постапките на Трамп се морално одвратни. Навистина, една жестока осуда и од европските лидери, од голем број опинион мейкери, аналитичари и активисти ширум светот. Меѓутоа, она што е многу важно сега за светската и за американската, особено за американската демократија е американците самите да се справат со оваа закана по демократијата во нивната земја и во светот. Ако заради ништо друго, тогаш заради доброто на американската демократија.